Украинските полицајци се обидуваат да ги убедат овие семејства дека е време да си одат. Од тука јасно и гласно се слушаат звуците на експлозии. Тоа е постојан подсетник дека не е далеко од првите борбени редови во ова село во регионот на Донбас, источна Украина. Давајте, поехали. Ајде да одиме додека сме тука. Поедем. Не одиме. Се уште не сме решиле. Ке ви се јавам кога ќе одлучам. Внатре во куќата, мајката на жената, 73 годишната Парасквоја, која го задржала своето презиме, ужива во редок сончев ден во ова облачна студена зима за да поправи јакна. Таа вели дека последните недели биле гласни, а постојано се случувале артилериски експлозии. Ситуацијата, знаете, секогаш овој гласен татнеш ме плаши. Страшно е. И покрај ризиците, семејството на Парасквоја одлучило да остане. Тие велат дека немаат каде да одат. Поречиси 10 години битки во овој регион на Донбас се чини дека границата на фронтот се приближува до падот на Авдивка, упориштето што украинците го загубија во февруари. Од тогаш руските трупи напредуваат во оваа област полека, но стабилно. Руските трупи се на помалку од 5 километри од Очеретино, но градот е веќе уништен. Овој воз тргнува секој ден од Покровск, најголемиот град во овој регион, недалеко од овде. Ги носи оние кои веруваат дека војната премногу им се приближува. На Белицкой я живу. Војната доаѓа, можеме да ја слушнеме, гледаме на телевизија. Покровск е бомбардиран. Катерина живее во една од селата западно од Авдивка, кое се уште е под контрола на Украина. Таа ја испраќа својата внука на безбедно место, далеко од првите борбени редови. Тања има само 15 години, но Катерина, како и многу цивили во оваа војна, вели дека повеќе сака да се соочи со борбите, отколку да стане бегалка. На железничката станица многу војници кои се бореле во крвавата битка во Авдивка конечно си одат дома да се одморат. Моето срце остана таму. Ова е единственото нешто што можам да го кажам, го направивме тоа за нив. Во последните 2 години Моња само 2 пати ги напуштила првите редови. За време на хаотичното повлекување од Авдивка, тој се сретнал со Тања и незината баба. Тие останале заедно во последните денови, а сега тој е одговорен да го однесе девојчето кај незината мајка во централна Украина. Но во неговите очи лесно е да се види дека тој исто така ги носи дома ужасите на бруталната војна, која се чини дека е далеку од крај.